Ова беше година исполнета со големи, сериозни, тешки последици од пандемијата. Ова беше година која исто така ја одбележа низа други кризни состојби, вонредни состојби за човекот, за човечката цивилизација низ целиот свет, а тоа беше и една ситуација, состојба во која имавме трагични последици од ова тешка пандемија, меѓутоа и трагични последици, сериозни последици по општеството, по политичката култура, по јавноста, воопшто и од инфодемијата, а тоа е состојба во која дезинформацијските кампањи го загрозуваа животот на луѓето на различни начини, ја загрозуваа стабилноста и безбедноста на државите и го успоруваа текот на активностите, на операциите потребни за да се бориме против COVID-19. Ова беше година во која ниту војните, ниту терористичките напади, крвавите терористички напади не ја одминаа, не го одминаа новинарскиот, односно агенцискиот тикер. Видовме многу трагични последици од тоа што подразбира една војна или пак терористички напади. Тоа што ја одбележа оваа година исто така може да се каже дека се и низа други подобри околности. Во целата неволја видовме една многу силна потреба на човекот да се солидаризира, да помогне на другите. Тука завршуваме една година во која солидарноста, човечноста, хуманоста се покажаа дека се уште се дел од човечката цивилизација. Тоа го видовме и во рамките на Европска Унија, го видовме и во рамките на секоја држава посебно. Видовме низа примери, безбројна низа примери од тоа како луѓето кои на различни позиции на кои се наоѓаат во својот живот, во општеството, со различни потекла, покажаа една силна човечна димензија, една потреба да му помогнат на другиот. Многу луѓе покажаа дека се всушност херои и хероини на денешницата. Нема потреба да бидат под светлината на рефлекторите за тие да ја покажат својата човечност и за тоа треба да им се оддаде признание. Најголемо признание во текот на изминатата година треба сепак да им се даде на сите кои се поврзани, на сите кои работат во здравствениот сектор. Доктори, медицински сестри, медицински персонал воопшто. Се разбира, не помалку пожртвуваност и храброст покажаа и многу други луѓе кои работат во други сектори. Прво пандемијата ни покажа дека можеме да бидеме продуктивни како општества, како индустрии, како институции. Тука се вклучени образовните, научните институции и нивната тесна поврзаност со економската продуктивност, дека можеме да бидеме продуктивни ако ги исцрпуваме до крај во сиот нивен капацитет алатките што ни ги дава IT, општеството, технолошкиот развој на тој план, едноставно општествено-техничките алатки на ниво на информатичка технологија. Значи, максимално исцрпување на тие капацитети, продлабочување на тие капацитети. Европа ќе продолжи со се подлабока дигитализација на администрирањето на целото општество. Значи, се веќе не е само она и влада, отворена влада, за која што слушаме последната деценија и повеќе на ниво на ЕУ и овде, туку уште подлабоко суштинско дигитализирање на општеството, нешто што го посведочивме во изминатата година, но сега ќе го видиме посистематизирано. Друго, Европа веќе неколку години наназад за своја стратешка цел, економска и геополитичка цел,
во центарот, значи, на тие цели, всушност не е само една цел, но во центарот на тие цели ја поставува целта на забрзан технолошки развој, каде што технолошкото производство, значи не само производство на технологија, туку и иновација на технолошко ниво и воопшто научна иновација, треба да стане еден од главните продукти на Европа, за да ја задржи својата компетитивна предност во однос на другите глобални играчи. Да упростам да не биде толку абстрактно, да речеме, целата надмоќ моментално игра на надмоќ меѓу големите сили, меѓу Кина и Америка, например, во трката на технолошкиот развој. Технолошкиот развој значи и економски развој денес. Тоа значи дека образованието, иновацијата и економијата се иманентно врзани. Не како порано, како пред 10 години, дај да произведуваме кадри кои што се барат на пазарот на труд, и тоа е ефтина вокацијска и ефтина работна сила, физичка, мануелна работна сила. Не. Сега целта е Европа да се трка со иновации на пазарот на иновации, за да ја задржи својата компетитивна острица дури и во геополитичка смисла. Македонија е постојано подсетувана во последните 2-3 години дека треба да се придружи на спроведување на овие цели. Економскиот развој според препораките на ИПА 2 веќе од 2017 ни е директно врзан со иновацијскиот развој, значи ние во таа трка треба да се приклучиме на Европа, а не да се нудиме како ефтина физичка работна сила. Ние сме поканети, значи, да учествуваме, се очекува од нас да учествуваме во тој процес и за такво нешто се потребни длабински реформи. Сите тие иновацијски процеси денес се темелно интердисциплинарни, значи станува збор за длабинска интердисциплинарност, кај што дури и области како филозофија и технологија се интегрира за да, не знам, за да осмислат што е, вештачка интелигенција, мора да го постават, например, прашањето на свест. Така што дури и тие области што порано се чинеле неспојиви, сега тесно се спојуваат, да не давам и други примери. Значи, длабинската интегративна интердисциплинарност е тоа што ја дава предноста на лидерите во ова трка на технолошка иновација, која станува и економска и геополитичка трка. И ЕУ си постави за цел со новата стратегија European Research Area 2030 да ја заакне својата улога на глобалната сцена, која што е намалена, како што сметат, и се очекува од земјите аспиранти да учествуваат рамноправно во овие процеси. Заради тоа мислам дека најновите реформи предложени од Министерството за образование и наука, што ги видовме на ниво на основно и средно, треба да се продлабочат во правецот во кој што тргнале, од ова што до сега го знам. Треба да се кренат на ниво и на високо образование и напредно истражувачко ниво, бидејќи со класичните дисциплинарни поделби, со неразбирањето на оваа филозофија што сега ви ја представив, ние сме надвор од играта. Минатата година беше клучна за мене да се решам веќе да не бидам дел од политиката, затоа што моите очекувања не се исполнија. И затоа мислам дека интелектуалците влегуваат во политиката, остануваат едно време, се соочуваат со реалноста која највидлива е кога си во политиката, затоа што градиме некој свој став и некој свое општество или круг на луѓе со кои се дружиме и живееме и мислиме дека целиот свет е таков.
Но кога ти стануваш дел од политиката, се соочуваш со реалноста и гледаш дека таа реалност која си ја изградила во твојот живот е некако лажна. Не е таа вистинската, затоа што во политиката се соочуваш со суровоста. Суровоста на луѓето кои се надвор од твојата, да речеме, политичка партија, но најтешка е суровоста на луѓето кои се дел од твојата политичка партија. И тогаш ова станува нападот некаков пооштар и побрутален кога станува кога доаѓа од луѓето кои ти се познати. И не ги очекуваш. Тоа ми се случи мене минатата година. Затоа јас излегов од политичката партија и со тоа и од јавниот живот, да речеме, од политиката, затоа што како Митеран што рече го цитирам Митеран сега во овој случај, јас се убедив во тоа дека во политиката нема пријатели. Ви благодарам што ми овозможивте простор да кажам неколку зборови во оваа организација на Цивил, која што лично за мене многу значи во изградбата на демократските капацитети во нашата држава. Јас би кажал неколку збора за годината која што ја поминавме. Кратко, поминавме релативно тешка година со пандемија, која што беше неочекувана не за нас, туку за целиот свет. И нормално од крајот на февруари, од почетокот на март, кога веќе беше прогласена пандемија во целиот свет, практично направи огромни проблеми за нашата држава и за нашиот град и за цела Европа и за цел свет, и навистина поминавме тежок период во аспект на здравството, посебно во нашата држава, кај што имаме таков систем на здравство како што имаме, и тоа повеќето од нас веќе го осетивме на наша кожа, и плативме релативно скапо и со човечки животи, меѓутоа тоа е тоа. Некои работи просто не зависат од нас толку колку што зависат. Ја мислам дека повеќето граѓани на Република Македонија дадоа свој допринос, придржувајќи се на сите мерки кои што ги препорачуваа компетентните институции. Сега сме при крај на пандемијата, се надевам, веќе се гледа светло на крајот на тунелот. Тоа е вакцината која што се подготвува за идната година. Ја се надевам дека во првите месеци на 2021 вакцинацијата ќе започне и во Македонија. Нормално, сето ова причинува и економски последици и во општините, и во државата, мина за владата, и за министерствата, и за целокупното функционирање на општеството. И сега, како никогаш, јас мислам дека треба да бидеме сплотени, треба да бидеме заедно сите, без разлика на етничка, партиска или било каква припадност, бидејќи навистина ова е тежок период, можеби вакви работи се случуваат еднаш на 100 години, и затоа ја мислам дека сите треба да покажеме флексибилност едни кон други, за да ја поминеме оваа криза. Барем според сите тие кои што се професионалци, јас сум лекар, меѓутоа не сум ниту инфектолог, ниту епидемиолог, па ниту вирусолог. Предвидувањата се дека првата половина на 2021 година од јуни можеби ќе бидеме и без маски, без кризна состојба, ќе се вратиме на нормалното живење. Тоа нормално има реперкусии во финансиското работење и во функционирањето на сите институции на системот. Нормално, повеќето луѓе се исплашени, веќе економските последици ги доживуваме. Ви велам, јас сум предводник на една институција, на една општина, и ако нашиот долг пред една година во оваа време беше околу 700.000 евра, сега сме со задолжени околу 3 милиони евра. Тоа се случува и гледате и на владата, и на другите општини, и во другите држави. Значи,
целата криза, целата пандемија има реперкусии, економски реперкусии врз секојдневното живење. Оваа година, 2020 беше пред се да признаеме дека беше многу тешка година. Меѓутоа, од една страна, јас секој се обидувам да ги гледам и позитивните работи. Ние цело време зборуваме за дигитализација, нас во 2020 не се случи дигитализација без разлика дали ние сакаме или не. Фактот што и овој состанок во моментов е преку Zoom, значи дека ние веќе се качиме на водот за дигитализација и нема враќање назад. А од друга страна, задовајќа нашата економија, темите економски кои што се разговара пред самата пандемија и гледајќи сега што се случува, има еден огромен шифт што за прв пат почнуваме да зборуваме за работи за кои претходно не се зборуваше. Ние денеска активно зборуваме за учеството на стартапите во македонската економија. Зборуваме како новиот бран на бизнисмени и на предприемачи може да ја променат економијата преку нивните иновативни продукти. И тоа е навистина нешто позитивно. Ние тука во фондот пред 2 недели го лансиравме нашиот стартап совет за прв пат во историјата на нашата земја. Имаме стартап совет кој што заедно со владата ќе работи на сет законски измени кои што ќе овозможат развивање на македонскиот стартап екосистем. И навистина ова е можеби многумина не ни знаат што е стартап, нели, маца некогаш кога зборуваме за стартап, јас се шегувам со другите предприемачи, као секта сме маца на секташки јазик зборуваме, меѓутоа факт е дека ако некој може да ја промени перцепцијата за тоа што значи да си предприемач, што значи да си бизнисмен, што значи со идеја да го освоиш пазарот, а не политички или мајката и таткоти кои се и така натаму, тамо ќе имаат стартапите. Стартапите се развиваат во држава без никаква државна помош. Значи, ние имаме стартап екосистем кој што се развил без државата да било како да интервенира и да помогне. И сега прашањето кој што јас се го поставам како директор за фондот е, ако државата активно учествува во креирање на тој стартап и развој на стартап екосистемот, замислете ги резултатите кои што може да се постигнат. Мојот став и сега, и пред да бидам директор е дека единствената приказна која што можеме да ја зградиме за Македонија е преку стартапите, преку иновациите. Ние немаме нафта, ние немаме газ, ние сме во еден така турбулентен, интересен регион позиционирани. И единствена приказна која што ќе биде наша и само наша се иновациите. И многу интересно тоа што иако беше за многу компании тешка година, ова беше година кога многу луѓе за прв пат се осудија да отвора сопствена компанија. Бидејќи што е? Што можам да изгубам? Криза, дај да пробам. Ние, например, во стартапува 2 повикот, 84 луѓе се осудиле да направат компанија во најголема криза, да коинвестираат заедно со нас, да креираат нешто ново. И јас се почнам да не беше кризата, немаше неколку работи да се забрзаат, да се случат или да се забрзаат во смисол на се поголемо усвојување. Пред се, тука би сакал да кажам дека се случуваат и се случија веќе големи промени во начинот на работење, особено на интелектуалните дејности, особено во IT сферата, каде што се појавува еден нов вид на дигитална економија која се вика application first или економија во која апликациите се оние кои што ја водат економија. Денеска се навикнавме веќе после оваа тажна пандемиска година за се да имаме апликација, една од нив е Zoom преку која се слушаме, имаме апликација за порачка на јадење, за да не донесат зеленчук од пазар, имаме апликации за се и се што, за да може да имаме во случајот помалку контакт меѓу себе, за жал, но и за да си го олесниме животот. Таа дигитална економија, нова дигитална економија, во која апликациите се првите ја забрзаат економијата значително. Ние имаме и во Македонија, бидејќи среќа е што тие апликации можат и во посиромашни земји, и во богати земји, исто на ист начин и со иста брзина да се употребуваат и со ист интензитет. Ние во Македонија повеќе пати сум кажал, имаме среќа дека имаме одлична интернет инфраструктура и овие дигитални апликации се овозможени и од таа дигитална инфраструктура, имаме релативно брз интернет,
стабилен, добро распространет из целата држава и со тоа економијата, колку што е репресирана од една страна поради пандемијата, толку можеше и да напредне во смисол на нејзино дигитализирање. Во ова, според нас, многу значајна конференција насловена Перспективи 2021, да ги подсетам тие што не следат дека ова не е прва конференција од овој вид. Обично на крајот на годината или на почетокот од годината правиме една ваква конференција. Предходните настани кои беа во организација на Цивил во рамките на Freedom Festival, фестивалот на слободата, исто така има свој аспект кој се однесуваше на перспективите во 2021. Тоа се сите